Најновата публикација на Институтот за јавно здравје повторно ја потврдува лошата статистика. Најмногу рак на 100.000 жители во државата има во Свети Николе и Берово. Болната вистина со која граѓаните од овие две општини живеат веќе долго продолжува да биде нивно секојдневие и понатаму. Сите напори на надлежните, ниту Берово, ниту Свети Николе не ги симна од врвот на злокобната листа. Така на 100.000 жители највисока стапка на карцином на белите дробови во државата има во Демир Хисар и за нас блиското Свети Николе. Дури 60 лица во просек годишно страдаат од оваа смртоносна болест. Освен на белите дробови, злокобната болест во Свети Николе најмногу во државата ја има и на дојките, но за 50% повеќе во споредба со ракот на белите дробови, во дури 93 случаи на 100.000 жители. Уште полошо во оваа црна статистика е тоа што освен Свети Николе водач на оваа листа и Берово. Знаат ли градоначалниците за овие проблеми на своите сограѓани? Можам да кажам дека се поразувачки за општина Свети Николе, меѓутоа што се однесува до заболените на белите дробови, Свети Николе е чиста животна средина, вложуваме напори како ние, како општина во составот на нашите ингеренции, да имаме чиста животна средина и што се однесува до заболените од рак на дојка, заклучно со минатата година, гледајќи го процентот на заболени, имаме намалување, реално намалување за рак на дојка, меѓутоа превенцијата во одење на лекар и превентивно вршење на прегледи да ги имаат во предвид сите. За жал, податок кој го спомнувате во најголем дел се должи на состојбите со загадувањето, со климатските промени, со болувањата. Ние како општина немаме надлежно во дел подигањето на нивото на здравствената заштита, меѓутоа во секој случај апелирам до граѓаните да можат да извршат рано да посетат матичен лекар, да извршат соодветна здравствена контрола, се со цел да може порано се детектираат состојбите. Според пулмологот Дејан Докич, децидна дефиниција за потеклото на карциномот нема. Не може точно да се каже кои се причините за ваквата состојба. Може лошото да доаѓа од цигари, прскањето на земеделските култури, воздушното загадување и PM10 частичките, кои во различни региони се врзуваат со различни хемикалии. Објаснува Докич. Сепак, друга анализа вели дека проблемите на Свети Николе доаѓаат од одамна затворениот рудник за азбест во селото Богословец, а за Берово дека тоа е Чернобил. Аргумент за ова е фактот што најмногу рак на 100.000 жители од другата страна на границата има Благоевград, места кои воздушно се многу блиски.